тука си ти? Добре. Вас ви чекам, зашто вас ке ве прашам, премиер. Лично ке ве прашам дали вие сте задоволни од економијата во Република Македонија. Дали сте задоволни од здравството? Дали сте задоволни од образованието? Дали сте задоволни од работата во Министерство за транспорт и врски? Во одговорите на тие прашања и тие ќе ми бидат поидовни понатаму, затоа што сакам да бидам толку самоуверена како вас, дека ќе биде се најдобро, дека вие дури и ќе победите наредните избори. Меѓутоа, што е она што мене ме разочарува, она што и сите мои колеги од опозицијата, а и она што граѓаните го очекуваа од вас, дека ќе направите вистинска реконструкција на владата, дека овие министри што имаа на вистина лоши резултати, што беа цело време со скандали, значи целокупното живење на граѓаните беше поврзано, ама ден немаше што не беше поврзан со скандал или во рамките на здравство, во сите тие тендери, или во рамките на економија, вие таму не направивте, ама никаква смена. И високи беа очекувањата. Беа очекувањата дека вие ќе направите таа метла, и сите ние, дури од опозицијата, очекувавме затоа што ќе има една промена во ова година дена до наредните избори. Ќе живееме сите добро и ние во Република Македонија. Требаше таа порака, која вие ја добивте. Еве, посебно од Битола. Знаете дека таму Социјалдемократскиот сојуз изгуби во рок од 2 години 10.000 гласа. Тоа не ви беше доволен сигнал дека нешто не е во ред. Не треба председателите на општински, министрите треба тука. Министрите кои спроведуваат политиката ваша. Вие мислам дека и во овој период земате се на свој грб. Сакате со вашата заложба да бидете и министер за финанси, сега раководител, ќе го водите, ќе раководите, сакате и тоа да го земите на свој грб. Да ја истерата фајтерски работата. Јас и во пратенички, вчера во реплика ви кажав. Вие на таков начин сакате со кредити, нема инаку друг начин. Ке ви дадам податоци за кои ќе ви ги оставам. Вчера ми кажавте дека лажам. Сум многу навредена. Јас во ниеден момент, во ниедно моје излагање, дури ни вас не ви велам дека лажите и не можам да ви го земам приматот во државата, за се знае кој го носи тој примат. Ама не сакам да ве навредам. Во ниеден момент. Никогаш не говорам ако немам податоци и бројки во делот и на растот на бруто домашниот производ. Ви кажав, бројката е 4,1, колку што и вие кажавте. Меѓутоа споредбено со лани, кога беше 0,9%. Значи, ве молам, тоа не е блескава економија. Во делот кога сакавте вие да ни кажете дека сте реализирале капитални инвестиции. Знаете дека до мај се 13,7%? Дали знаете дека е тоа? Дали знаете дека од 2013 до 2018 секоја година беа 82, 83%? Дали знаете дека донесовме закон за кој ги префрливме парите на општините, не да му помогните? Туку ви останаа пари затоа што ги немавте реализирано капиталните инвестиции. Нема развој без тоа. Вие сте економист, бизнисмен, тоа го знаете. Не може да има застој, градежништвото застана. Вие знаете, ги стопиравте сите патишта под мотото, ќе направите ревизија. Вие ја стопиравте економијата. Не знам на каков друг начин, ви кажав, осим фајтерски, на сега да ја заживеете. Од друга страна, потврлање имате во прибирање на даноците. Ова се податоци од Министерство, ќе ви ги оставам за да видите дека не ве лажам ни вас, некој ви кажа, доста е од розеви очила во овој дел, посебно во економијата. Значи, прибрани се 30,58%, 8 помалку, односно 54 милиони евра. Посебно во делот кај што имаме потврлањето, негде околу 10% кај персоналниот данок на доход.
а од 1.1. имаме воведено прогресивно оданочување. Ке ви го оставам. Ке ви го оставам, премиере. Нема ништо и вие проверете. На наредни пратенички прашања, кај сакате одговорите и кажете ми дека во ова јас ве лажам. На ова дереđe економијата. Странски директни инвестиции во прв квартал ова година се 29 милиони евра, 2011 во истиот квартал биле 197 милиони евра. Тоа се податоци и континуирано сите години биле поголеми. Продуктивноста на економијата е за 2% намалена во делот од кога вие дојдовте. Јавниот долг е зголемен за 534 милиони евра, иако целта ви беше за консолидација, и согласно стратегијата што ја имате доставено во собрание, до 2020 година ќе изнесува 52,3%. Значи, континуирано задолжување. Од друга страна, имаме слаба реализација на капитални инвестиции. Зашто го земате тоа задолжување? Каде одат тие пари? Почнете градете, правете училишта, правете градинки, реконструирајте, ќе заживеете економијата, ќе се зголеми градежништвото. На таков начин јавната потрошувачка ќе се зголеми. Не тука некој ми кажа денес со овај законот со поврат што ќе биде сами граѓаните инспектори ќе ги ставаме, со тоа ќе се зголемела јавната потрошувачка. Не, тоа е вештачки момент, ние мора да ја заживееме економијата. И во делот на законот за финансиска поддршка на инвестиции. Дали знаете дека ние на комисија, пратеничката група, побара да ни дадете извештај на кои предпријатија и кои имат искористено таква финансиска поддршка од државата? Ние на веб страната ја нема. Дајте, ажурирајте го тоа и да добиеме, за да знаеме кои се тие предпријатија која добиват таа финансиска поддршка од државата. Транспарентноста беше одлика со која вие идевте на власт и со тоа и денес го кажувате пред граѓаните. Дајте, додржете го тој епитет кој веќе сакате да го имате. Минималната плата ви е модел што на големо ја рекламиравте. Имавте 2 пати намалување на средства дури да почне проектот. Прво беше за 70 до 130.000 луѓе, од 20.000 лица дали ја имат искористено. Ова неизвестна даночна политика ви е политички нестабилна или во делот пак многу брзо пред примената. Или по скратена постапка нешто носите, не поминато ни на јавна расправа, ни во фелата. Значи, тоа е многу симптоматично, односно е многу лошо за создавање клима во такви услови. Ништо не реализиравте, ништо, имате дел реализирано, меѓутоа од големи проекти во вашата програма План за живот. Просечната плата од 30.000. Значи, викате дека до крајот на мандатот за една година ќе биде 30.000. Минималната плата дека ќе биде 16.000. Тоа ви е во вашата програма. Дека ќе овозможите отварање на фирма само со 1 евро. Ќе формирате фискален совет. Ќе ги намалите бројот на возила кои државна јавна администрација. Ќе направите 500 километри автопатишта и ќе направите 1100 километри регионални патишта и слично. Вие земате пред една недела кредит од Светска банка кој треба да го искористат општините, локалната самоуправа. Ништо не работат. Дали знаете, одете во Битола, дека има пари во средствата, во буџетот му е страв да инвестират, да работат. Она што го кажа е за мојот колега, заедно бевме во Совет од 2005 година со Милевски. Тој беше советник, јас бев председател на Совет. Значи, тоа е најтешкото министерство каде што треба да работи со тие, со градоначалници и се разбира и тешки и суетни стануваат во еден извесен период. Многу тешко да се работи со нив. Меѓутоа, во време кога градоначалниците не ви работат ништо, значи, најголемото, знаете што беше во нашата општина? Синоним да се кажи двојче дека нечини не работи. Луѓето го барат двојче. Ова ви го тврдам, јас се чудам. Во делот на луѓе што го напаѓа, она што е направено од него е, верувајте. Јас не сум била никогаш на позиција со некои авторитети, си сум секогаш независно од партијата, си терам свој принцип и никој не величам, меѓутоа таму не е ништо направено. Еве го Кирацовски, може да си кажи. И што е сега главната друга поента?
ние направивме се, односно вие како влада и во делот на политиките за влез во Европската Унија. Меѓутоа реформите, мислам не е потребно да се смеете, ние живееме, јас живеам во Битола, 10.000 гласа изгубивте таму. Вие изгубивте. Значи направете нешто да ни биде подобро, ако не ништо префрлете пари и барем Милевски ќе биде како министер кој ќе направи нешто. Јас него му честитам и сакам да работи, како локал патриот и како битолчанка, и верувам, затоа што мислам дека треба да се направи нешто во Битола, а сите други по CV-ата не можам да определам. Извинете. Реплика председателя на владата.